Поштовани гледачи, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Времето некоја минута ни брза, но еве да побрзаме и ние, па час поскоро да почнеме дискусијата по однос на денешната тема. Таа се однесува токму на тоа што по уверливо изгласаната недоверба од страна на Собранието, а по однос на 5 членови на Судскиот совет, тие не планираат да си поднесат оставки од функциите, интерпелациите ги толкуваат како упад во судството и како неуставни, а не како контрола од Собранието, не како орган кој ги избрал на таа функција и кој го застапува суверенот во државата, а тоа се граѓаните. Единствено, Весна Дамева беше присутна на собраниската говорница, таа и се одважи да им се обрати на пратениците, при што кажа дека мандатот ти истекува за 9 месеци. За 9 месеци ќе заврши мандатот на Селим Адеми. Своевремено се сеќавате, тој беше нејзин заменик председател, кога таа беше председателка на Судскиот совет. Токму пред 2 години, неполни 2 години, 22-3 април, ако не се лажам, 23 година, беше она, како да ја нарече човек, драматична ситуација во Судскиот совет, кога гледате како за чудо, неверојатно тогаш токму заменик председателот среде седница на Судскиот совет на која ни под точка разно не се предпоставуваше да се разговара за нејзина оставка, побара оставка и ја тргна од функцијата. Па потоа таа успеа да се врати. Сега и нему за 9 месеци му завршува мандатот, како и на Весна Дамева, и тој нема намера. Меѓутоа, за разлика од Дамева, со оглед на тоа што мандатите на членовите на Судскиот совет траат по 6 години, Селим Адеми го тера овој втор последователен мандат во Судскиот совет, значи 2013 година. По однос пак на другите, најбрзо се чини дека ќе замине Милјазим Мустафа, мандат има до јули. Понатаму Павлина Црвенковска има мандат до декември 26 година, а најдолго ќе остане, уште подолго и од Црвенковска, Чечарова и Илиевска, чиј мандат истекува во декември 2027 година. Тоа доколку во тој период не го сменат мислењето. Со оглед на тоа што очигледно нема друг начин законски да се смени, а ова ништо не им значи. Во тој контекст е сега и темата сонот и стварноста на интерпелацијата, зошто интерпелација воопшто и што требала да покаже таа. Очигледно дека не била идејата само да видат во собраниските редови помеѓу нив колкава е довербата за 5 членови на Судскиот совет, туку и тоа да има свое влијание. Ако не директно, формално, законски, со повлекување на некои оставки, односно разрешување, барем тогаш проработување на самоиницијативно да си дадат оставка. Затоа што клучниот момент, фактор, а тоа е довербата од оној кој те поставува, веќе ја нема. А токму заради довербата и биле поставени. Или било и нешто друго. Ако била политика и други работи, и релации, вакви и такви, тогаш може би се доаѓа и до ова. Па бил поставен заради нешто друго, па сега не сака да си оди. А ако бил поставен некој за да извршува како што треба, па ја изневерил довербата, па тогаш требали да си оди. Сега во таа смисла едно беше сонот, со ова интерпелација, стварноста е нешто сосема друго. Дури не е ниту само ова, дека не сака и посо изгледа и нема. Сега за сега апсолутно тие не планираат оставки. Што ќе имплицира сето ова сега? Од всушност едноставното прашање во темата дали изгласаната недоверба треба да резултира со оставки, но тоа е само врвот на ледениот брег. Не е прашање дали овие 5 мина ќе заминат, дали ќе дојдат други, туку што предизвикува ова растрепереност сега. Да речеме,
во контекст на довербата во правосудството. Како конкретна постапка. Затоа што ние и претходно зборувавме, дури и пред интерпелација, може интерпелациите да не се случат воопшто. И по односи на државниот републичкиот обвинител Коцевски. Многу едноставно ако поднесе оставка. Како што впрочем и го прават и директорите на јавните предпријатии и така натаму. Практично никого не разрешуваат, сите тие поднесуваат оставки. Затоа што со разрешувања, и тоа таму каде што имаат можност, ги разрешуваат директно. Па и тогаш, каде што имаат можност да ги разрешат, поднесуваат оставки. За да не биде дека ги разрешуваат заради нешто што треба да им го најдат. Ако им најдат, треба и некоја постапка. А и да не им најдат, зошто да имаат дамка, кога едно да се замине сам, си оди од лични причини, или го разрешува некој затоа што макар и нема доверба во него. И не е макар голема работа е. За жал, кај нас, тоест кај нив најмалку очигледно во тие сфери еснавското, довербата и така натаму имаат вредност. Но тоа не се случи. Оставки не поднесува никој. Од друга страна, владеачкото мнозинство не се откажа. Единствената опција беше интерпелацијата и тоа се турка сега и со Коцевски. И сето тоа ги усложнува, ги комплицира работите и предизвикува сега некаква друга стварност наспроти сонот. Може би и наспроти сонот и на тие на кои им е изгласана интерпелацијата. Затоа што прашање е како и тие ќе функционират, макар како чувство, ако имаат, како и да е понатаму. До крајот на мандатот, се едно. Не е прашањето сепак различно, дали работите нешто благодарение на некоја доверба или седите за инает. Затоа што не можат да ве сменат. А ви велат дека убедливо. Тоа е законски, тоа е сосема легитимно. Тоа е друго затоа упад дали е или не е, но е легитимно интерпелацијата. Легитимна е како, па можеме да зборуваме ние па толку тоа политички гласови и слично. Но се легитимни, тоа е фактот, се едно. И сега велам, значи, ова е едниот момент што ќе предизвика по однос на довербата во судството, дали дополнителен пад во кој имаме ситуација, токму да го перцепираме она што се случува. Не е личните, дали кој колку изгласал недоверба и кој колку смета дека таа недоверба е реална, всушност заслужува доверба, па нема да си замине. Туку тоа што го гледа јавноста. А тоа може, јас би рекол, да оди само во насока на уште полош рейтинг за судството, целата ова ситуација. А дека оди и во друга насока реалноста по однос на сонот, и тоа во негативна, и за судството, и за состојбата во државата, евентуална може би некоја политичка криза, иако премиерот Мицковски не очекува такво нешто, покажува и сега веќе официјалната најава од парламентарната група на Европски фронт, која е директно, впрочем, надоврзување на идејата и на спроведената идеја за интерпелациите на 5 членови на Судскиот совет. Ако и не се сетиле самите, им дојде одлично на рака. И сега само се надоврзуваат со тоа што, велам, официјално веќе најавуваат, известно е дека тие сега ќе поднесат интерпелации за уставните судии по однос на законот за јазиците. А сега пак Уставниот суд реагира многу бурно на тоа. Дека во никој случај не може ова да се примени за уставните суди и дека тоа е упад во самостојноста на Уставниот суд. И дека Уставниот суд како орган на Републиката кој ја штити уставноста, законитоста и така натаму е над сите. И дека Уставот не го дозволува ова. Значи едно сериозно заострување. Ако се погледне пак Уставот по однос на разрешувањето, согласно Уставот, судот го сочинуваат 9 членови со 9 годишен мандат, од кои 6 се бираат во собранието со 61 глас и бадентер.
А на судија на Уставен суд функцијата му престанува ако поднесе оставка, што не знам дали се случило, или ќе биде разрешен од должноста ако биде, се извинувам, осуден за кривично дело за безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци, па тоа па уште помалку мислам дека се случило, или кога трајно ќе ја загуби способноста да ја врши својата функција, но тоа треба да го утврди Уставниот суд. Тоа па никогаш не се случило. За разлика од тоа, ако тоа го утврдувал некој друг орган, веројатно досега многу пати ќе утврдил дека немаат способност. Што значи никогаш? Ниту оставка, ниту способност. Ако се живи секако. И сега имаме и реакција, и тука ете, ајде да кажа, доволно да се заокружи темата токму околу тоа и поентата, што се предизвика сега со ова интерпелација. Дури подобри ќе беше ништо, да кажеме нема ефект, но се чини ова предизвикува сега едно цунами, од наизглед ништо беззначајно. Нема никаква правна можност да се сменат. Еве сега, што се случува. Изјавата уште на амбасадорката на САД, Анџела Агелер, која порачува дека мора да се следат законските одредби при процесите поврзани со интерпелацијата на 5 члена и во таа смисла не коментира повеќе, освен дека многу внимателно, вели, ги следиме процедурите во собранието и изјавите во врска со изгласаните интерпелации. И ние многу внимателно ги следиме што прават ете и тие, сега со најавените 200% царини кон ЕУ, односот кон ЕУ вопшто, што ќе не снајде. Тоа што наместо веднаш престанување на војната, ако Трамп дојде на власт, Путин облекува униформа. Но можеме само да следиме, за жал, многу внимателно и ние. Не знам колку можеме да направиме, освен ете да се надеваме и да ете им кажеме дека и ние следиме и дека очекуваме барем да не ескалира како што еве и ова гледате ескалира. За среќа кај нас ова не може да предизвика турбуленции во светот. За жал ова другото и тоа како веќе предизвикува. Но ајде да се занимаваме ние со нашето 6091 924 и 925. Повелете за првиот гледач. Добар ден. Добар ден, ако се слушаме, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете, бе, слушам. Па будали ли се обвинителот и овиот судски совет да даваат оставка? Такво легачење, платичка, ништо не работат и така натака. Ајде, отворите една емисија, викните ги во емисија, нека кажат што направиле, дали санкционирале некој судија, што држал во фиока, што му избегале затвореници, што ги ставил во домашен притвор и други малверзации што прават судии. Дали еден го вака, освен оној 20%, што дозволи да му избега таму, не знам кој беше. Значи, да, имаше, да. Значи, законот е контрадикторен и не знам што спијат пратенициве. Со интерпелација можеш и председател на држава да го избркаш, што се вика, од функција, со 67 глас таму колку треба. Министер може со интерпелација, да не можеш од судски совет. Па како не го смена тој закон, бе? Ако ги бира собрание, да може собранието тие петорица да ги отповика. Многу едноставна работата. Так. Имаме градоначелник на Скопје, никој не го сака, неспособна комплетно, не може да се тргне додека е мандатот. Истото се случува и со судија. Неспособен, краде, мучка, си прави бизниси. Гледате што се случува, колко ќе му текне, колку го става ту домашен притвор, колко сака во, да кажеме, во притвор, ги пуштаат на слобода, им бегаат. Кој одговара до се? Никој. Значи, да не збориме, овие обични суди имаат доживотен мандат. И никој не ги контролира. Потекло на имот и ветик на судиите, што чекаат пратенициве. Носите таков закон.
Ви благодарам, ве поздравувам. Еве некои толкувања од правните експерти, а токму по однос на ставот дека интерпелацијата се однесувала само на владините функционери, кои велат дека воопшто не е тоа така, туку дека нашиот устав му дава на собранието, ова во контекст што каже и гледачот и председателот може интерпелација да му се поднесе. Дава можност значи да врши собранието интерпелација и на државните органи, а не само на функционерите. Според член 72 од Уставот, интерпелација може да се постави за работата на секој носител на јавна функција на владата и секој нејзин член поединечно, како и за прашања од работата на државните органи. Ако е тоа така, тогаш е така. Тоа што не било применувано, користено, може би и уште подобро, немало потреба. Може би не било применувано од други причини, а имало потреба, но еве според ова излегува дека може. Повелете, добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. Благодарам. Па вака, прво за мене ќе речам лично, нашите парламентарци знаеа дека ова интерпелација, значи само да пројде на ред, воопшто немаше никаква тежина, никаква одговорност, затоа што јас скоро цела ја пратев, значи седмицата, не слушнав да има некакви тешки обвинувања што не свршиле значи судиите. Ми се чини дека овдека само се носи интерпелација, дека не работеле, дека не го заслужуваат местото и треба сами да поднесат оставка. Па зашто беше таа интерпелација, ако веќе треба сами да поднесат оставка, но не да, значи интерпелацијата само губење време. Јас лично да сум на нивно место, док последниот ден ќе седам на тоа работно место, ќе работам совесно, поштено, како што ми налагат законите, прописите, но нема да си поднесам оставка. Ова е нешто друго. Ево да речеме, има од 80 општини, има некои 40-50 градоначалници се на ВМРО. Мнозинството во парламентот е ВМРО. Коалициониот партнер е во привезок на ВМРО и што ќе каже ВМРО, тоа работат. Се уште му фалеше одека судот, уште тој да го стават под своја капа и значи да рушат како сакат, да прават како сакат. Па еднаш значи треба да сватат сите тие наши политичари. Не се таму за личните интереси. Тие се таму за интересите на состојниот народ. Значи да носат закони кои што ќе бидат, што се вели со тежина, да може работникот, граѓанинот да има интерес тоа. Еве сега не сака да одржа седмица, пензионерите да добијат уште плюс 2500 денара. Која лага, која вистина од сето тоа? И ми се чини дека стварно нашите политичари, пак му се рекол по ќепет, не заслужуваат да се на тоа место, но ние сме криви што ги донесеме таму. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, да, се слушаме, одам на подолго време, мислам, да. Одам на значи, темата е малку осетлива, така? Ба, се чини и повеќе од тоа, да. Многу осетлива. Види, кај го има да не работиш, а никој ништо да не ти може. Како нас, работникот ќе ти избркаат ако не завршиш работата. Така. Така ли? Апсолутно, да. Слушај, треба да има малку, мислам, а уште повеќе пак ако не ти верува газдата, да каже не ти верувам, немам доверба во тебе, па тоа. Да, и што ќе ми избрка, така ли? Па вие велите не си одам, јас имам подпишан договор и... Плата не ти дава, и ај со здравје. Овие плата да не им дава, не, па да видат дали ќе цени. Верувал, не верувал, јас ќе работам. Тоа е сега прашањето, какви одлуки ќе носат тие, колку се тие одлуки релевантни. Надвор, ништо не си срамота. Така. Види, 2% кога имаш рейтинг, стварно срамота исто, нели? Ама види, знаеш што се спремаат народот? Само вика да земеме надвор на клоци и бркање, друго нема. Се спремаат, многу има што се закануваат луѓе граѓани. 20 години плюс има предмети, стојат исто, ти се веруе ли? 20 години предмети, па кај го има у Турска го немало. Како не се срамат да видат, дали има стварно да потегнеме 22 години имат предмети, не ги решаваат. Од комисија на управен, од управен назад. И значи, и плюс ние направиме, најдовме една крие у фиока документи, ја патија, среќа шефот жив, вика ја, најдовме го крие документот, ја избрка. Од Министерство за финансии до влада, 3 години доли. Кога рековме 3 години документот го нема, вика,
Која е тој вика, одете си ке, сега ќе ја најдеме. Така, разбирам, благодарам, но не е легитимно ова што вие го велите, ниту законски, тие со сила. Велите да се избрка, кој да е. Така да и ова што велите, дали и работникот и така натаму, законски, легитимно, добива отказ. Тоа е тоа бркање од работа, не дека со сила го брка некој. Едноставно и договор на неопределено време може да се раскине. Нема потреба веќе работодавачот или работникот, една од страните, и си заминуваат. Нема што. Тоа е тоа. А камоли за, не знам, прекршени некои обврски од предвидени со договорот. Или нарушена доверба и така натаму. Што значи нарушена доверба? Тоа е веќе широка област. Нарушена доверба може да е и злоупотреба. Едноставно, не значи само дека спиел на работа, а требал да работи нешто. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав, ве слушам, повелете. Исо, вака, судиите, јавните обвинители, денар да не му дадеш плата, тие не бегат од таму. Тие не зависат од плата. Што ќе му е плата таму? 1000-2000 евра плата. Тоа е за них ситна работа. Абе, тие имат друг приход, бе, Исове. Абе, ако е до платата, тие не стоа таму. Тие, од секоја дело тешко тие взимат по 1000 евра плата. Што ќе му е тоа плата? 25.000 евра годишно плата. Тоа е за них ситна риба. Еве, ја нека не му дадат денар, ако еден се даде оставка, ја ќе се обесам на центар во Скопје. Не бегат од таму, бе, со стап да ги бркаш. Не, со стапови не бега од таму, со заклучи не бега. Па тие знаат кај е добро, кај има зоб, кај има јадење. Да не оде во некој оранжери, да не оде во гадежништво. Не, бе, Исове. Парата таму е. И сега ние тука ќе се препокуваме како требало, што требало и така натаму. Кај нас само капшик режим, затвори, да не управат. Инаку вака, ја не знам прво, ево, законите, ја не сум правник, меѓутоа, ако веќе го има тој закон, зошто не се употребува? Или па нека донесат ригорозни закони за нив. Носат закони за обичниот, како да наречам, обичниот народ, за опинокот, за работникот, за тој што ака цел ден, за него закон има, а за овие другите нема. Укради и избеги. Што е ова, бе, ја не знам, ова го нема никаде, бе, Исове. Абе, се наполнија пари. Ајде ти укради, бе, Исове, таму. Не го слуши гад. Така да, истече времето и благодарам до слушање секако да се повторно дискутираме. Но од оваа дискусија досега имам впечаток дека некако оди во насока на намалување на, уште поголемо намалување на довербата, со оглед на ова што се случува во правосудството. Може би тоа случајно така се погодиле овие соговорници досега. Ке видиме понатаму што мислат следните. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Се слушаме, така? Да, се слушаме одлично. Видите вака, за ова интерпелацијата, значи, мизерни станав некаква држава. Па фати го, ако е законски не можеш да го смениш, има начини да го фатиш, кај што го греши, ти со факти смени го. Побрани е, не понесувам. Оставка тоа е, значи, како да никаква држава да не сме. Во никоја држава ка не се прави беззаконие. Ако има услови, исполни се услови, смени го, ако не. И што се да ги изгласа, нема да понесат оставка и готово. Ама друго сега на интерпелација треба во општиниве 55.000 евра купиле коли. Како тоа, 55.000 евра кола да купиш, а од другава страна нема средства за инвалидизирани лица, второстепените комисии не признавале, ова, тоа немало за пензионери, не знам таму, за социјални случаеви. Знаете што значи, дали слушат тие општините и градоначалниците 55.000 евра да купиш кола сега, нова криза, немаш тие. Поставете на тема, дај да задаме ние граѓаните, зошто тие купуваат со
по 55.000 евра возило. Зошто му е 55.000? Некој вози со 1.000 евра кола води до Германија, со 1.000 евра. А 55.000, значи 55 возила. Да се разработи во државата, да се видиме зошто општините толку пари трошат. Тоа е многу голем криминал. Од каде тие пари? Од вас, од мене, од тебе. Кога некој може да се вози за 500 евра кола, тој за 55.000 се возил. Шо е тоа? Ви благодарам, пријатно. Благодарам и јас ве поздравувам. Ова велите, фатете ги, па значи со други зборови најдете начин како да ги тргнете. Тоа е едната, тоа е ова што всушност интерпелацијата и го покажа, но не може законски, не нашле ништо. Освен паушално генерално. Или ако нашле, би требало да има поставка конкретна. Меѓутоа, од друга страна пак, тоа ете, како власта да ги смени, велите фатете ги. А од друга страна пак, а дали тие треба да се повлечат, ако тие што ги изгласале велат дека немаат доверба, ја загубиле, со убедливо мнозинство. Или е сега, затоа што не е поентата во пристапот Ал Капоне пристап. Ај, фатете ме, а додека не ме фатите, не ми можете ништо. Па на крај за данок го фати, а всушност и тоа за смешна работа. Само за да го фатат, за неспоредливо поголеми работи. Па не е тоа сега да си играње мачка и глушец, ке ме фатите или не, или јас повеќе можам да ги забошетам работите, отколку што вие можете да ги откриете и ќе седам така. Туку едноставно е од една страна во ред. Ако е контролор, еве нека контролира. Контролор е и управа за јавни приходи и така натаму, и таа даночна инспекција оди по правни субјекти и слично. Но не е работата сега, ајде фати го тој, а правното лице, а како успеав, утаив данок. Ништо не ми најдоа. Туку, да, треба да се оспособи таа контрола, да може да го открие и тоа што овој го скрил, ако го има. Но од друга страна, и овој не треба да крие. Затоа што, да речеме, во други општества, за доцнење вози Јапонија и така натаму, 2-3 минути министерот за сообраќај дава оставка. А зошто дава? Ништо не направил лошо. Ниту некој му ја загубил довербата во него. Ниту му бара нешто, ниту му вели немаме доверба во тебе. Уште понајмалку тој направил нешто за ако машиновозачот кој има своји претпоставени директори и така натаму нешто под негова вина направил за да задоцни до 3 минути. Тоа е таа друга страна, значи не е поентата некој некого да брка, а овој другиот уште и да се фали, а јас имам уште 9 месеци мандат, ќе седам, јас имам уште година и пол, ништо не ми можат. Ај најдете ми нешто. Целата таа работа што предизвикува ова, велам затоа, дали само уште повеќе се губи довербата во судството? Затоа што тука треба вредностите да се истакнат. Да е ова некој правен субјект, трговија, бизниси и да кажете и добро, овие ги бива за бизнис. Но бизниси во правосудството, тоа па не само контрадикторно, туку и негативно, штетно. Помеѓу другото, заради бизнис релации во голема мера е и нарушена довербата во судството. Не оди тоа заедно. Повелете. Да, добар ден, повелете и јас. Ве поздравувам. Видите сега, во оваа држава не треба да се нервираш. Може би ќе се заправште зошто. Па како прво овие во парламентот сите до еден се лопови. Кој нив да ги избрка? Сега, да беше Голи Оток, Тито најдобро ќе го решеше проблемот. И со овие у парламент, и со овие у суд. И со полиција и ред други работи, сите установи, и управа за јавни приходи, и се, и со градежна мафија, и со соларна мафија, и со струја што се бават и ред други работи. Него најдоа тие проста маса на народ, кои дојдоа од селата неинципирани, и сега си ги вртат околу прсте да гласат за оваа партија, за онаа партија, и автоматски така си регулираат своји партии лоповски, и си го мотат овај народ, а тие си идат кредит, си прода куќа, да си земи кредит, да си плати камата и ред други работи, да не го гонат извршители. И така во круг се врти, знаете како е.
Да, да, да. Значи, многу луѓе што слушам и ред други работи што се прават политичари, уствари блага веза немат од политика, цел живот 30 години со политика се бават, то не е кооперација пред продавница и да бистрат политика и филозофии. Значи, така си го мотат овој народ 30 години, лопов до лопов. Кој како ќе се роди, лопов се раѓа, така го дресираат уште од мал. Сите гладни души што дојдоа по селата станаа политичари, се и свашта функционери во државата и опропастија државата и градовите, селата ги запустија, немат производство, сега скапо и било, абе ич да немат бе, ич да нема што да јадат. Ич не се секирам бе. Ич да нема што да јадат. Еве цемент нека јадат и од зградите нека јадат и Така, истече времето. Ви благодарам. До слушање. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете добар ден, да. Интерпелација. Абе, називот некако лошо е поставен интерпелација, може да го заменат зборот со интерграбација или внатрешна грабација. Зато не се мрдат тие. Како ќе се мрдни од такво место, кога му вртат милиончиња наоколу кругче. Но сега, најново, јас многу понапред одам од секогаш, сега се формира нова влада за Македонија, надвор. Ковачевски од СДС, Груевски од ВМРО, Груби од ДУИ, и сега овај 170 милиони евра ќе финансира таа влада надвор во екзил и таа ќе се врати назад. 4 деца има, ако треба ќе прикупи деца уште 4 и нема да го осудат. 10 суди ќе фати по милион, 10 милиони, што се за него? Од 170, 160 ќе му останат. Тоа е интерграбација, внатрешна грабација. Тоа е држава, како да кажам, некоја земјоделска задруга, па подобро ќе функционира, таа земјоделска задруга него Македонија што функционира. Абе светов не посматра и вика, и зато вака се однесуваат, и зато сака да ни е парталосат држава, да не постоиме. Вика, не разберат ништо, не знаат ништо, ни змагло одат, кој како ќе сака така прави, ни суд имаат, ни функционират општини, речиме, ништо не функционира. Се тепат за местенца, за грабиш се тепат. Не е за да се тепат за работа, да направат нешто, да се државава, да тргни малце, да ја дигниме главата сите, како излог да ја направиме, што државиче сме. Не бре, брате, арамите се на сцена, тука не може никој да пробие. Благодарам ве, поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздрав, се слушаме. Од Каварец се јавам. Повелете, поздрав до вас. Центар Македонија. Благодарам. Најразвиениот град во Македонија е Кавараци. Аха. И сега ова собранието има 61 глас. И подскитно треба измени на законите и не треба интерпелација да се прави. Измени нови закони и ништо повеќе тие судски совети и апелациони суди одма се знае кривични пријави и се знае кај му е местото. Значи, они у криминал се влезени. До тоа да рече развиена Македонија. Значи, подхитно треба измени на законите и не треба интерпелација. И така да му се земат на овие, што се таа урбаната мафија, што градот станови во Скопје, еден од тие Цецо Јакимовски, па и сите градоначалници и од ВМРО и од СДС, му дават дозволи градот станови, а наталитет неаме. Неаме. Кој ќе живее да не види, да ја прашам јас. После за земјоделието кажуваат да се правере задруги, па ние неаме народ, те са младина избега во странство. И овој што кажува од Кина да отваране фабрики. Кој народ ќе работи кога се младина избега? Сега работат стари луѓе 80 години. И затоа ќе биде земјоделство производство, да нема и каде скапо. Красавици ќе бидат 200.
500 ќе бидат го уништија. Значи ова влада треба најмногу да инвестира во аграр. Македонија е аграрна земја и ништо повеќе, ни помалку. Немало кај да работи, па има работа во земјоделието. Значи они го уништија. Ова влада треба најмногу треба да инвестира во аграр. Така. Поздрав до вас, добар ден за следниот гледач. Повелете. Здраво. Здраво, повелете, се слушаме. Вака, другарче, Кажете. да правиш интерпелација треба ти да си чист. Кога си прљав, никој не те стриже, слива не те сава, затоа што со твој благослов тие права едеше сакаде, тие суди таму обвинители чудеси, затоа што тој што прави овакви чистки, тој е прв каба етнија. Не може тоа. Од тоа цело собрание таму, само шесторица се чисти, се уште не упрљани. Не знам војнина дали ќе бидат упрљани. Само они имаат право да прават интерпелации. Ова друго, ништо бате. Ова све кој од кој криминал. Кога ќе спомни некој, они взимале воку плати. Ало, народе, само од аванта колку пари взимаат. Не се бута он таму за една никаква плата од 2000-3000 евра. Тие 2000-3000 евра ги фрла вака во една ноќ на една коцкарница, ќе ги даде и готово завршена работа. Во една секунда ги губи. Авантата им е битна. Авантата, кој разбрал. Иначе пак е нагласам. Путин, чизмата на Путин тука е, таман се облече се уникова униформата, ма го гледам. Тоа е спасот од ова. Од сон ќе предеме у реалност. И у рајот ќе отидеме. Али само со промена на ова. Ова америчко чудо тука, европско, све тоа треба да се шутира. Сите овие советници што доаѓаат тука белосветски, на клоци надвор да ги нема, само Путин. И Путин имаше проблем у Русија. Ама многу тераси, има многу лизгави плочки на терасите. Нарочито некои спратови што беат 12-13 спрат, па сега. Така се регулираат некојаш работите, немаш друга опција. Поздрав, пријатно. Да, поздрав, аванта, одамна не сум го слушнал тој термин. Ме подсетивте, да, оние кои го знаат исто така, сигурно се сетија. Добар ден, повелете. Добар ден, ако го имаме следниот гледач, повелете. Вие сте, да, повелете. Да, добар ден. Фала. Повелете. Што се однесува до интерпелацијата, мислам дека самите по себе треба оставки да се дадат. Тоа е сосема неправилно. Се види дека ништо не е работено, само се трупа, само пари вара и ништо повеќе. Само сакам да прашам нешто, тоа не се однесува на вас, на информативната програма. Зашто тие некако многу имаат против оваа влада, викаат луѓе да зборат против владата, а другите се бунат, сите викат што е ова. Имаше нешто за 18.000 некој германец, како кажува... А кој вели, кој вика тоа? Не ве разбрав. Па на телевизија кај вас. Аха, што? На информативната програма. Добро. Имаше ова ваша новинарка од викна германец што живеел во Германија, сега дошол тука, со 18.000 се живеело таму супер, а одека зашто сме се бунеле дека 18.000 било малку пари. Аха, вели германецот, така? Да, а германецот, не, луѓето се бунеле дека е малку 18.000, а германецот вика како малку, вика кога кај нас во Германија се живее супер со 18. Внука ми вика, мојот син ја вика таму, не вика сите си бегаат од таму за никаде. И така, фала Исо. Да, ви благодарам, да ве поздравам. Не знам, не сум го видел тоа, но како и да е, може би затоа и дошол за да ужива со 18.000. Иако велам, не знам зашто станува збор, па да не е од контекст извлечено. Само врз основа на она што го кажавте. Повелете, добар ден. Почитаем родителу? Да, повелете, добар ден. Да, поздрав. Диме од Скопје. Да. Слушайте, јас ве третирам како голем другар и затоа денес два пати се слушаме. Да, добро, посебна емисија. Слушайте да ви кажа. Вие, меѓу другото, сега спомнавте, уште туку ќе опадне довербата, така?
Добро, да. Потполно сум согласен со вас. Значи, довербата до толку ќе опадне, па ја мислам дека нивната доверба во целост ќе ја снема до овие, како си кажат, локалните избори. Аха. Да, целост. Видете, злото се наградува и се враќа со зло. Ова, знаете зашто вака се случува? Ова беше бумеранг систем. На шпици играча. Разбирате, он така е учен. На дрско, на арогантно, јасно, тој сега, чизмата, судството, не може така почитан водител. Точно е тоа. И јас како Диме, ама со ништо не сум согласен за судство. Тоа толку траљави работи има, што да ви кажам. Ама не е начинот така да се реши. Имаше ли некој, да речеме, од министерот за правда да свика состанок со нив? Дали не разбирате? Нека трае по 2-3 дена, во очи да се каже, по име и презиме, за тебе вака така, нека биде тоа во затворен карактер. Дали ме разбирате? И после тоа, луѓе, вака не бидува интерпелација. Ама, така не се стори. Се стори по лош, по злочест пат, по нечовечки пат. И затоа ние вака ќе го живееме животот. Ала бумеран, по глава там, пријатно. Благодарам и поздравам, но не само велите Министерството за правда. Завчера, впрочем, на интерпелацијата на седницата собраниска, само Весна Дамева и присуствуваше и се обрати. Но при тоа и таа не, колку што јас слушнав, не кажа ништо конкретно. А камо ли другите? Значи, дали 5 членови за кои се однесува ова имаат каква и да е, не знам, човечка, сеедно, немаат правна, немаат обрзувачка, но обрска да го искоментираат ова. Освен нема да дадат оставка. Едноставно, интерпелацијата е завршена работа. Нивниот одговор е нешто што најмалку треба да го направат. Едноставно, не го признаваме. Тоа политичко е, како и да е, не можам јас да им измислувам. Но објаснување за тоа зошто нема оставка. Сето друго некако дава впечаток дека е ова терање на инает или хајка. Едни бркаат, затоа и го спомнав со Ал Капоне или така. Како да го фатиме, ама не може да го фатиме, не може да му докажеме. А тој јас не може да ме фатат затоа што јас успешно можам да се скријам, тоест да ги замаскирам трагите. И може под прозор да ми плукнат. Но не е поентата тоа, па ќе му најдат данок по тоа и не функционираат работите, значи. Најмалку што треба да слушнеме и од нив објаснување. Да видиме тога што е ова што со интерпелациите, па да кажат дека е тоа, не знам, хајка, дека е политичко, дека сите тие се оркестрирани таму навиени. Велам, не можам јас да им кажувам, не знам што е. Но треба јавност да го слушне тоа од нив. Или ништо, што кажале јас, па тие што ве изгласа, сега не ви даваат доверба. Сега кажете едноставно, не мора ниту да ги обвинуваат. Не ни е гајле воопшто, вие не создадовте, а сега терајте си понатаму, ние си имаме свој мандат и воопшто не ни е грижа. Дали имате доверба или не. Што и да е, нешто да се каже. Не можете да не смените и ќе си седиме до крај на мандатот. Секако обврска, велам, према граѓаните, према општеството, према функциите кои ги носат. Да не спомнувам воопшто довербата во судството, односно недовербата. Да е се одлично, па ајде, да не се занимаваме да кажат. Пуштете ја јавноста, тоа се наши внатрешни работи. Има емисија, има. Не се секирајте вие како е зад камера тука. Дали ние се сакаме или не. Тоа е веќе друго. Ако се сакаме, добро, ако не, исто. Има програма, има. Но ниту има програма, ниту некој објаснува нешто за тоа. Повелете, добар ден. Ало. Да, повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздравувам, повелете. Вака, 98% недоверба
во судството, односно правосудството, а 100% е недоверба кај повисоките суди, односно апелација, Врховен, Уставен суд и едно друго. Со ова интерпелација се докажа дека судиите, не само овие 5, него комплет у судски совет се партиски луѓе. Исто е со Уставниот суд. При интерпелацијата пратеници од СДСМ и ДУИ напуштија гласањето. Докажа дека овие суди се нивни луѓе. Законот за солидарен данок, што беше прогласен пред 2 години, кога беше, сега Уставниот суд го докажа или го укина со тоа што не било уставно. Што чекаат 2 години тие уставни суди? Не е јасно. А исто тука теа одма судски совет да се умеша. Чекај, како може вака, што чекавте вие? Меѓутоа сите си чутат, сите имаат корист и за да се стигне до таа позиција, се стигне само преку партиска книжка. Како беше она обвинителка Фетај? Конкурираше за јавен обвинител и не и биле комплетни документите, ја избриша и жената, нигде ја нема. Такви луѓе нас ни треба. Се спомнува градоначалникот на Скопје, односно градоначалничката, ништо не направила. 2 пати повеќе виновни се Советот на град Скопје. Со оној професор од Охридско дојде со 3/4 пантолани овдеке и он ќе го води Скопје. Така, ви благодарам и поздравувам. Ба да, господје Фетај, ја спомнавте, помеѓу другото, ако не се лажам, не доставила документ за јазик. Македонски е, како знае, како зборува. Не може да помине. А затоа директорка во токсикологија, која и да доставила документ дека го знае, барем не употреби ниту еден збор за незиниот мандат. Време на мандат. Но тоа не беше пречка да не биде на таа позиција поставен. Многу работи се проблематични, еве сега и со ова гледате Европски фронт, интерпелација за уставните суди, а утре тие може да кажат да го прогласат тоа за неуставно. Ајде, еве, јас ја прогласувам емисијата за завршена, немаме повеќе време. За жал, но утре е петок, па ќе имаме време да се изназборуваме. Ви благодарам за вниманието, за учеството, имајте пријатно попладне. Довидување.